Откако пропадна првиот обид за набавка на нафта за потребите на образовните установи, локалната самоуправа реши да ја повтори постапката, распишувајќи одделни тендери за набавка на овој енергенс за основните и средни училишта. Грејната сезона започна пред повеќе од половина месец, но имало доволно залихи од ланската зима, уверуваат од локалната самоуправа. Се уште трае рокот за жалби. Меѓутоа, сите училишта имаат резерви од минатата година, па и доколку се задржи одреден период по жалбите, сепак учениците нема да останат на ладно затоа што нафта имаат. Просечната количина нафта за која се врши набавка во пресрет на секоја зимска сезона е 135 тони, а истата незначително варира од година во година во зависност од потребите. Ако годината биде исто како минатата, како што веќе се покажа топлото време, се очекува дури половина од предвиденото да се потроши. Меѓутоа, тендерот се прави за максималната количина која што се предвидува доколку времето биде ладно и доколку зимата се продолжи. Според условите на тендерот, порачаната нафта се плаќа со одредени попусти заради големата количина и можност за одложено плаќање. Првиот тендер беше поништен уште во првата половина од септември, оти понудите што ги доставиле двете пријавени компании не одговарале на барањата на нарачателот.